Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Кампањата за вториот круг од локалните избори доаѓа до самиот крај. Имаме уште 4 дена до изборите. Што се однесува до Заспи ако можеш, јас би рекол дека беше доволно, не дека нема да продолжи кампањата на политичките партии, не дека нема да гледате во други емисии дебати, анализи и така натаму. Меѓутоа, во Заспи ако можеш, сметам дека барем за крајот на оваа работна недела можеме да се посветиме на една друга, нема да речам исто толку важна тема како изборите, туку веројатно поважна. При тоа ќе ве замолам многу внимателно да слушате што ќе зборува мојот вечерашен гостин, затоа што разговараме на тема која што е од една страна исклучително важна, од друга страна крајно сензитивна. И се надевам дека ќе ја примите, односно ќе слушнете нашиот разговор на најправилен можен начин и ќе донесете самите заклучоци во врска со тоа што ќе го зборуваме. Значи да не должам многу, разговарам со доктор Милан Ристевски, еминентен онколог. Добра вечер. Добра вечер. Докторе, ракот е една од, или туморот, како сакате, е една од, за жал, најсмртоносните болести кои што во денешницата носи многу животи секаде во светот. Македонија воопшто не е исклучок од ова приказна. Лекови постојат, вакви или онакви, операции и така натаму, меѓутоа се повеќе во последните години се зборува за вакцини за тумор, нешто што вака на прв поглед делува многу чудно, бидејќи вакцините би требало да се однесуваат на заразни болести. Туморот или ракот не е заразна болест, меѓутоа се појави информации дека, не знам, русите прават вакцина, некои од најдобрите западни фармацевтски компании се обидуваат да создадат вакцина. Сите од западните. Сите од западниот свет, и самата идеја воопшто им дава надеж на луѓето кои се болни, на нивните семејства и пријатели, дека во перспектива, се надема најкратка перспектива, навистина ќе се дојде до едно такво решение, но за почеток, кога започна воопшто приказната со вакцини за тумори? Со месенџер РНК базираните вакцини, бидејќи и друг тип на туморски вакцини постојат. Значи, ајде вака прво, зашто вакцини? Зашто вакцини? Ерата на имунотерапија навистина донесе кај едно добри 15% од сите карциноми надеж, меѓутоа не и кај 100%. Свативме дека сепак имуниот систем, ако не му помогнеме, кај оние тумори кои што не се имуногени, нема да заврши работата. Така да ова е обид како да му помогнеме на имуниот систем понатаму тој сам да ја заврши работата. Како концепт, одличен концепт. Што значи имуногени? Јас ќе ве прашувам вака сега, знам, ќе биде малку тешко да се разговара, јас сум лаик, вие сте експерт. Туморите глобално ги делиме, значи у 3 категории кога станува збор за нивниот одговор кон имунотерапија. Оние што се имуногени, односно одлично одговараат на терапија, односно создаваат многу туморски антигени, ќе ги објасним и антигените што се имаат голем број на мутации и така натаму, и кај нив имунотерапијата едноставно работи. Имаме една голема група на тумори каде што резултатите се ни вака ни така, и за жал исто така една голема група на тумори каде што онаа класична имунотерапија која што ние денес ја даваме не помага воопшто. Добро, и тогаш нормално се размислува во друг правец. Да, и тој друг правец дојде после ковид. Што е посебна приказна? Ковидот направи наистина големи пермутации во медицината, ми се чини. Ние се уште не сме ни на чисто што всушност ни се случи, меѓутоа да не навлегуваме во тој дел, да се држиме за ова. Имаме среќа тоа што веќе во таа 2020 година вештачката интелигенција беше доволно развиена да одредени работи ги спроведе многу брзо. Тоа е првата работа. Второ, среќни сме тоа што во 2005 година уште се најде начин како тој гласник, односно месенџер РНК, да се заштити во масна, односно липидна нанопартикла, односно микрочестичка, која што ќе може низ клеточната мембрана да пенетрира внатре во клетката и да таа порака што треба да ја предаде и тоа се убаво ќе го објасниме,
Така да, едноставно се погодија некако хронолошки коцките за да може ова да биде сега за сега успешно приказна. Среќа во несреќа, ако така Значи, да кажам. ковидов да се случеше 10 години порано, ќе останевме на вакцини каде што ќе употребуваме вирус вектор, односно оној аденовирус серотип 9 кој што не е имуноген, каде што едноставно на него спајкот ќе беше само генетски инжениран и како што беа вакцините на Джонсон Джонсон, Спутник руската, Синовак и така натаму. Тоа е кинеската, така беше. Да. Значи, пази, не дека немало обиди во онкологијата тој тип со серотип 9 да се бите како, да речеме кинезите во 2003 година прават нешто што не е вакцинот и не го задири имуниот систем, меѓутоа е генска терапија која што се постулира врз база на пренос преку вирус вектор. Истиот тој аденотип серотип 9, што е апсолутно неимуноген, односно не предизвикува реакција на уништување од нашите имуни клетки, во него е ставен геномот на еден од најбитните туморосупресори PPS3. Примитивен механизам би рекол, меѓутоа мета-анализите покажаа одреден дури и успех, што е стварно за неверување од таков механизам на дејство. Онаа месенџер РНК технологија има многу повеќе шанси за успех. Јако, пазете, кај ковидот ние примавме само вакцината, во онкологијата, кај туморите, се дава и плюс имунотерапија најчесто. Значи, не оди само вакцина. Само вакцина, туку и... Вакцината е поврзана со имунотерапија, најчесто нешто што го викаме PDL1 антител. Добро. И колкава е разликата сега вака? Јас повторно велам ќе прашувам целосно лаички, вие да ми објаснувате баш како на ученик. Каква е разликата меѓу стандардните вакцини и оваа вакцина која што треба да таргетира тумори? Ајде вака, кога зборуваме за вакцини, према начинот на настанување механизмот на дејство, тие се делат во 4 групи. Оние нестарите, кои што се правеле со десетици години, како што е, например, вакцината за сипаници. 10 години требало вирусот да се ослаби, да се атенуира, за да не предизвика болест при самата вакцина. При самата вакцина. Значи, тоа се оние, така наречени живи или полуживи, атенуирани вакцини. Па после нив следат останативе, а најновата генерација, нешто што можеме буквално во еден месец да го направиме. Се овие антитуморски вакцини. Со тоа што кај заразните болести имаме секогаш, да речеме, за определен вирус, еден заеднички именител или неколку заеднички именители, тоа е неговиот антиген. Антиген е нешто по кое што нашето тело, нашите имуни клетки го препознаваа дека не ни припаѓа нам, све што не ни припаѓа нам, телото има тенденција да го уништи. Тоа е природен процес, навистина феноменален, но тоа е апсолутно неминовен одбранбен процес, инаку не би ни дошло до овој степен на еволуцијата на така. работа. Се, за жал, кај туморите, особено во нивната касна метастатска фаза, не можете да определите еден заеднички таков, ги викаме неоантиген или туморски антигени. Ги има повеќе. Задачата е со секвенционирање на тој туморски геном. Значи, пазете, кај вирусите, он е веќе секвенциониран како геном, тоа е мал вирусен геном. Веднаш се знае кој е. Спајкот многу брзо се прават работите. Оваму прво треба да направиме геномика, транскриптомика, понекогаш дури протеиномика, еден уште посложен процес, да видиме на вистина кој од тие антигени е. Што е антиген кај туморите? Тоа се најчесто измутирани протеини кои што или самата малигна клетка или непосредната околина на малигната клетка во состав на самиот тумор, на туморското милје ги произведува. Значи, пази, туморите не се составени само од туморски клетки. Внатре има и многу други клетки кои што не се туморски. Меѓутоа, специфичниот сооднос помеѓу нив и самите туморски клетки создава едно цело такво туморско милје, кое што најчесто во тие фази, доцни фази на болеста, едноставно го брка имуниот систем надвор од тумора. Односно не може имуниот систем да унира на него. Да. Сега веќе со помош на оваквиот пристап и плюс имуната терапија, за која што исто ќе кажеме малце поподробно, веќе може да навлеземе во нив и да ги уништуваме. Со тоа што молам тука да не се збунат работите, бидејќи
Кога станува збор за анимални студии, односно студии на глувци, Така е? за да му имплантирате тумор на глушец, тоа мора вештачки да го направите. Кога би му имплантирале тумор кој што не поттекнува од неговите клетки, глушецот, односно неговиот имун систем, веднаш ќе го уништи тој тумор. Затоа ке нив се кастрира имуниот систем хемиски, комплетно да нема имун одговор. Ова е многу сложен процес, Многу претпоставувам. сложен процес. Па се става туморот расте и тогаш почнува самиот експеримент. Не може во таа нивна глобална неимуногеност на кастрираните глувци, имунокастрираните глувци, да реплицираат и ке луѓе. Добро. Бидејќи едно е неимуногеност на самата туморска околина, микрооколина, друго е системска на целото тело неимуногеност. Така да Што значи ова во превод значи додека не се направи на луѓе? Значи додека не се направи на луѓе, бидејќи гледаме многу маркетинг врз база само и само на студии на живот. Не е релевантно. Ова е многу важно. Многу важно. Затоа што простројуваат информации и по медиумите, па и по некои, нема да речам постручни, меѓутоа што се заинтересирани за оваа работа, дека, не знам, вакцините се веќе во фаза кога само треба да почне производство масовно, што не е баш така. Значи, денешниот список го гледав, активни 120 клинички студии на преку 60 антитуморски вакцини. Тоа е На огромно луѓе. број. На луѓе? На луѓе. Од кои што веќе 20 се во завршна фаза 3, пред регистрација. Тоа сакам да кажам. Фазата 3 е пред регистрација. Најчесто да. Сега со ултра успешни резултати и многу јасна методологија и статистика, што и од фаза 2 вие веќе fast track designation може да добиете и на тој начин да регистрирате. Добро, тоа би значило вака во перспектива може да оцените кога отприлика би дошол моментот кога некоја компанија ќе рече го имаме. И ќе го добиете, не знам, во Да, очекувам веќе 2026 пролетта две амерички компании кај неколку индикации да добијат одобрение за туморски вакцини во оној, да кажеме, краен стадиум, кога се друго искористено, кога нема веќе што да се користи, како последно. И пазете, во онкологијата прво се испитува во оној финален метастатски стадиум. Ако таму покаже ефикасност, тогаш се оди на оние предоперативни, односно неаѓувантни, па на аѓувантни стадиуми, па дури на крај се размислува за нешто што е превентивна вакцина. Тоа е најкомплексното од се. Тоа ме збунивте, докторе, затоа што Ова се тераписки вакцини. така е, затоа што вакцината ние подразбираме ја добиваат здрави луѓе за да се заштитат. Децата во предшколска возраст, како беше и во школска, добиваат однапред вакцини за да не се задолат од туберкулоза, не знам, од ципаница. Кај заразните болести е така, тоа е смислата на вакцинација. Да. Меѓутоа овде не е така. Немаме време да чекаме, ваму туморот е веќе настанат. Значи вакцината би делувала на нешто што веќе Најголемиот дел од Па дали е тогаш вакцина, сега не ми е јасно таа Па разлика. и е вакцина бидејќи го буди имуниот систем. Кога не би бил вклучен имуниот систем, тогаш би била, да речеме, некој тип на генска терапија. Така. А не. Добро, овдека морам да малку на страна да одам. Имаме многу, за жал, многу луѓе кои што се напалуваат, ако смеам да го искористам тој израз, на теории на заговор. Особено после ковид кризата имавме масовни пораки дека вакцините, особено овие новите, се катастрофа, дека тие предизвикуваат всушност други болести, дека некој намерно ги мести за да заработуваат фармацевтските компании. Искрено, кој ќе го видите резултатот од нивната заработка, навистина боли глава. Меѓутоа, вакцините сепак за секој разумен човек остануваат на вистина најспасоносното решение. Се согласувате со ова, чисто да го расчистиме ова. Верувам дека дано да ве чуеме. Значи, за болести кои што имаат, заразниве болести, кои што имаат изразита тенденција кон контагиозност, значи кон ширење, контагиозни се брзо се шират. Не можат да се локализираат самите од себе на лице место, да речеме, како што е болата, сама локализирачка. Да, тоа е чуден феномен, но добро. Не е чуден феномен. Вирусот е толку агресивен да едноставно луѓето немаат време често пати дури ни до пазете се. Ни да заразат некој друг. Тоа они се заразуваат во рамките на селото, али тоа се ремоут од далечени села. Така. Во Африка, каде што првиот комшија е на, кај да знам, 30 километри. Да, со кој што не се несреќаваат. Значи, они уште у вториот, третиот ден веќе развиваат симптоми да не може да стигнат до тоа село. И да не може да пренесат понатаму, меѓутоа дека цели села се истребени. Но не е чудно дека, например, некој од тие луѓе може теоретски да се најде во авион и да... Или некаков турист. Се нашол. Еден. Кај него дури тој процес на инкубација трал дури 3 недели.
И благодарение на тој се е направена вакцината. Вакцината за ебола. Ете, случајност. Но идејата е дека вакцините, и тоа е факт познат за секој. Јас знам дека некои ќе замерат за ова. Факт е дека имаат спасено стотици милиони животи. Да. Порано се умирало и од буквално нешто што сега го сметаме за банално, иако воопшто не е банално. А може да кажеме на статистика? Слободно? Неверојатно точна. Само 100 години назад. 50% од човештвото 100 години назад живеело до 35 година. А сега пресечниот век е 75. Јаделе здрава храна, немало такво загадување, пиеле незагадена вода, условно речено. Само и само развојот на науката е тоа што го продолжи животниот век. Ништо друго. Ова перспектива значи дека ќе можеме да се надеваме и на подолг животен век во перспектива, вело? Се надеваме. Се надеваме да не како се вика тоа, да не претпоставуваме многу, но науката веројатно доаѓа до таа фаза. Намерно ги спомнав овие теории на заговор затоа што секогаш го имаме ова нема да биде за сиромашни, ова ќе биде за тие што можат да си дозволат. Ќе биде ли таа вакцина толку скапа? Секогаш во историјата на човештвото било така. Секогаш новите работи прво биле за богатите, затоа што може. Што може. Не е баш фер, но така функционира. Не е фер, ама така функционира. Добро, но она што станува јасно е дека гледаме добар напредок. Русите најотворено, овде не мешаме политика, веднаш да се разбираме, почитувани гледачи, зборуваме за она што го знаеме. Русите често пати отворено зборуваат. Вакцината ја имаме, прашање на време е кога ќе ја ставиме. Западњаците малку повнимателно настапуваат во приказната. Да, бидејќи А би требало да е обратно. Не. На Запад законите се многу построги во однос на давањето информации. Пазете, Гамалеја е државен институт. Нема акции. Ајде вака, сети се на 2004 и она прва пресуда на америчките судови во фармацијата за инсайдер трейдинг, Марта Стюарт аферата со Мерк. Да. Потоа заглави во затвор. Заглави 9 години во затвор. Така да не за џабе се тие закони направени за баш тој тип на инсайдер трейдинг со позната информација за ефикасност или не, да не направи хаос по берзи. Сепак да не забораваме, тоа се акционерски друштва. Така. Колку се може да се зборува сега веќе за ефикасност на овие вакцини, бидејќи се уште се наоѓаат во предфаза, да го наречеме тоа предфаза на повеќе од 20 вакцини се веќе во фаза 3. Така? Доколку би имале неуспешна фаза 1 и фаза 2 тие не би стигнале во фаза 3. Така. Но може ли да објасните каква ќе биде ефикасноста на овие вакцини доколку конечно го догледаат светлото на денот за некој време? Ќе тргнеме со тоа што е пример кој што е во јавноста објавен, ќе идеме на она што е во јавноста објавено за да можете гледачите да не кажат види ги овие двајца малку се напили и гледај шо лупат. Тама работа. Тама работа. Тоа е случајот на колега Ричард Скайлер, доктор, онколог, кој што заедно со една исто така колешка, Джорджина Лонг, во Австралија работат на откривање на такви вакцини за меланом. Добро, тоа е за кожа, рак на кожа, така рак да. на кожа. Добро. Ко за жал, колегата Скайлер добива глиобластом, максимално неимуноген тумор, најлошиот тумор на мозок што можеш да го замислиш. Добро. Почнува со терапија, меѓутоа туморот се враќа пак. И се вика зашто овој концепт едноставно не направи вакцина за глиобластом. Тоа се пази таргетирани, кастомизирани вакцини. Некај секој пациент со глиобластом тие туморски антигени се исти, далеко е тоа. Значи баш према неговите антигени е направена custom-made mRNA вакцина. Добро. Се обидов да ве следам сега, докторе. Да. Со само 2 давања на вакцината, после година дена, он е комплетно слободен од глиобластом, нема никаде тумор појавен. Он понатаму е свесен дека може да се јави, се ги прави. Меѓутоа има нормален живот. Чекайте, но велите 2 вакцини. Да. Тоа значи дека овие вакцини ќе се примаат од истата вакцина 2 дози му се само Не, но тоа значи дека овие вакцини би се давале како на годишно ниво, не знам сега. Се уште не знаеме колку трае имуногеноста. Значи целата поента е во тоа дека и голем дел од туморите да се даде вакцината еднаш максимум 2 пати, а во меѓувреме да се продолжи со имунотерапија. Значи повторно е тоа двоен момент. Имунотерапија се лекови кои што имаат за цел она што го спречува имуниот систем да го нападне туморот, да го врзе и да не му даде да го спречува. Значи, инхибиција на веќе направената инхибиција, за да може имуниот систем
така неспречен да го нападне туморот. Најпросто кажано. Попросто. Тогаш се неопходни дефинитивно. Да. Значи имунотерапијата нема да биде забрана, така ќе си продолжи секогаш? Да, таа ќе продолжи во комбинација со седо наредното некое си идно, не знам ти, револуционарно откритие, да речеме, веќе сме на пат да и без имунотерапија, иако во екстремно рани фази на изучување, да научиме како оние тумори кои што многу излегуваат од, да кажем, некоја просечна ненормалност, клеточна, одат уште понатаму во таа ненормалност, како со одредена терапија да ги вратиме, наместо туморски да станат добро диференцирани масни клетки. Ова би било феноменално, мислам. Да, Јужна Кореја веќе ги даде првите неколку објави и сега влегува веќе од органоиди на студии на живот. Така. Ајде да расчистиме една работа. Јас и вие, подготувајќи се за оваа емисија, разговаравме, се разбира, барем колку што може да ми објасните повеќе за ова, дека ние како списис, како вид, цицачите и луѓето заедно со нив, сме всушност суштества, видови кои што се осудени на мутација без престан. Фактички мутација... Не сме осудени, они нормално се случуваат. Но, и во овој момент. Сега. Додека разговараме, мутацијата се случува, а исто така мутацијата се случува илјадници години наназад, постојано. Тоа е тоа што нас не направило... Без мутација нема еволуција. Би останале вечито на ниво на прокариоти. Така. Значи на многу прости едноклеточни нешта, ајде да речеме. Никогаш овој степен на комплексност не би бил возможен. Да, за многу луѓе тоа е интервенција од Господ, меѓутоа еволутивната биологија и генетиката викаат нешто друго. Добро. Да ги оставиме секој да мисли како што сака, меѓутоа токму оваа мутација, која што е неопходна за нашиот развој. Мутации, дај Боже да беше само преднаредена. Овие бескрајно многу мутации кои што се виновни за нашиот... тој број да го определиме колку е тоа бескрајно, нема да верувате. Ајде, обидете се. Не стотици илјади, не милиони, не билиони, трилиони мутации се случуваат во човековото тело секој ден. Секој ден? Секој ден. Секој ден случуваат трилиони мутации? Секој ден. И нашите одбранбени механизми сето тоа го препознаваат, во најголем дел го поправаат, она што не може да го поправат, го праќаат на уништување. Така. Наједноставно кажано. Меѓутоа, сега тука лежи таа двојност, таа бинарност на самата на самиот обстанок. Значи, со тоа што мутираме, стануваме подобри, а во исто време... Многу добар заклучок. Така е. Браво. Заради овие мутации, нас ни се појавува можноста да заболиме од тешки болести, најлошата се разбира е ова. Вие ми кажувате... Морам да те поправам. Самиот начин на кој што е организирана, особено човековата ДНК, вика дека ако на крај не заболиме и не починеме од нешто друго, на крај неминовно би заболеле од рак. Што вака делува страшно, меѓутоа е вистинито. Ако живее човек, дај Боже сите да живеат стотици години, на крајот на денот, ако од се излечи, ова ќе биде... Како таа опасност да ја намалиме? Да ја намалиме. Постојат така наречени геновска сигнатура, и да не го објаснувам, да не влегуваме толку многу длабоко. Немојте премногу, најосновно што може. Постојат од досега преку таму 30 и нешто геновски сигнатури, различни, кај повеќето типови на рак. Што значи, всушност, геновски сигнатура, како... Ајде, сега ќе го водиме тој муабет. Геновска сигнатура е еден цел комплекс, не на една мутација, не на една епигенетска промена, него на сет на такви мутации, амплификации, разноразни генетски и епигенетски нарешувања. Се епигенетски нарешувања морам да ти објаснам што бидејќи не е само генетика. Пазете, тука текса и протеиномиката влегува. Епигенетски што е? Кога, да речеме, замисли една права жичка. Добро. Таа права жичка, ако ја намоташ, ќе добиеш, да речеме, ваљак што ти е држач за клучеви, така? Добро. И ти тогаш има функција. Добро. За држање на клучеви. Следиме? Меѓутоа, ако не ја намоташ, тоа е ништо. Ништо. Ако го скршиш, на пола не ќе можеш ништо да направиш. Тоа е веќе генетска промена, значи.
се скршило, меѓутоа, ако не го скршиш, остане така прав, тој нема да има функцијата на држа заклучени. Добро. Најпростата аналогија. А епигенетски механизми се механизми на хемиски промени околу самите гени. Добро. Не на самиот ген, околу нив. самите гени. Да речеме на додавање на метил група CH3 група. Изразито многу важен механизам, особено во процес на диференцирање на клетки. А за жал понекогаш во рак, кога се на погрешно место, да речеме. А клетка од мој мускул, миоцит, го има истиот генетски материјал, како и клетката од мојот црн дроб, хепатоцитот. Добро. Како и клетката од мојот мозок, неуроцитот. Како и клетка, да речеме, од мојата кожа, меѓутоа. Гледаш, они се различни во својата функција, меѓутоа без разлика го имаат апсолутно истиот генетски материјал. Баш во развојот од прогениторните клетки. Ај сега да се вратиме на назад, нели? Како ние настануваме? Сперматозоид, јајцеклетка, ембрион, фетус, а сега од тие плурипотентни ембрионални матични клетки. Од тука уште тие метилации на геномот почнуваат за да почнат прво во 3 различни слоја да ги издиференцираат клетките, а потоа веќе во многу позрели ткива. Значи, благодарение на тоа, ние имаме повеќе органи и повеќе клетки. Меѓутоа, за жал, метилациите и кај ракот знаат да вршат и позитивна и негативна улога. Значи, ајде да се вратиме на геномските сигнатури, бидејќи многу забегавме. Да, јас се плашам многу длабоко. Значи, тоа се посебни, меѓутоа имаат заедничка особина. Повеќе такви мутации на повеќе гени, повеќе епигенетски промени, две од тие, над 30 до сега што ги знаеме, се така наречени геномски сигнатури на старење. Добро. Кога ќе ги видиш 14 белези на ракот и 14 белези на старењето, наоѓаш дека 5 со 5 се апсолутно истите. Добро, се ова малку ме плаши. Затоа одиме кон заклучокот дека ако преживееме доволно долго, да не умреме од ништо друго, на крај неминовно би заболела рака. Морам добро. Се тие две генетски сигнатури што цело време, тоа се геномска сигнатура 1 и геномска сигнатура 5, така се обележани тие по начинот на кој што се откривани. Филозофско прашање, зошто? Бидејќи на тој начин многу подобро ќе го разбереме и старењето и на тој начин ќе бидеме некој ден на пат и да го запреме старењето. Ја мислам дека тоа ќе бидат генерации на наши внуци, кои што негде од прилика своја 40 година веќе ќе имаат начин како да го запрат старењето, како да не дојде до прецек клеточно старење. Ова би било да се живи здрави нашите внуци, се надевам ќе дочекаат. Ако успеете да го запрете старењето како што велите, а фактички со тоа и болестите, не само со тоа и болестите, него и квалитетот на живот. Продуктивноста. Така е, тогаш телото ќе биде поздраво, природно. Фактички би останало вечно младо. Сега, ајде да не... Многу го кажам. Наедноставно кажано. Значи, мене овие мутации, морам да признам, ме фрапираат. Во еден разговор објаснивте многу убаво дека има едно суштество, како да го наречам, водено мечето, нели е така се нарека? Да, кое што е крајно едноставно, меѓутоа отпорно на се. Многу отпорно. Отпорно е буквално на се. Обично велат бубашвабите ќе опстанат ако има нуклеарна војна. Тие се неверојатно отпорни. Да. Но ова мечево изгледа ќе остане уште посигурно од нив. Да. Иако е многу помало, се работи за суштество од 2 мм или така нешто. Најголемите се 2 мм. Да. И е екстремно отпорно токму затоа што е преедноставно, односно нема мутација. Не, него мутациите што се случуваат имаат посебни начини на оправка на тие оштетувања. За разлика од кај нас од цицачите. Нивните механизми се поинакви. Обезбедуваат многу поголема стабилност на нивниот геном. Од друга страна пак, тие немаат еволуција. Тие 500 милиони години се исти без еволуција. Да, тие се најотпорни од све, ама немаат еволуција. Не е поентата само во отпорноста. Целата поента на животот е во еволуцијата на животот. Меѓутоа, ако направиме паралела, ова ми е крадено, почитувани гледачи, крадено ми е од професорот, да не се лажеме од докторот, значи, слоновите, кои што суштества поголеми од нас, каде,
а се цицачи имаат поголема отпорност на тумори од луѓето. Зошто? Разликата е во еден суштински тумор супресорен ген, тоа е PPS3. PPS3 го имаме на едно место. Значи вака, ние имаме, и јас и ти, за среќа. 46 хромозома, 23 од мајка, 23 од татко. Така е. На исто место во хромозомите и PPS3 варијантата од таткото и PPS3 варијантата од мајката. И кај мене и кај тебе. Проблемот на PPS3 е тоа што кога една од тие две варијанти, дало од татко, дало од мајката, ќе измутира или ќе прекине да работи, другата многу брзо ја губи функцијата. Многу брзо. Така да и другата ја губиме многу брзо. Кај слоновите, еволутивно се развил механизам да на 20 локуса во својот геном има такви резервни алели на PPS3. А кај нас има една. Па нели е тоа чудно? Ние сме интелектуално и во секоја смисла поразвиени од нив, природата би требало еволуцијата кај нас да го направи тоа подобро. Не дека не размислуваме во таа насока. Можеме ли ние место еволуцијата да го направиме тоа? Да, тоа и го правиме. Ова е клучно веројатно. Па тоа и го правиме, меѓутоа се уште етички недозволено. А инаку знаеме дека можеме, бидејќи сме направиле покомплицирани генетски модификации од тоа. Значи, за да го зголемиме бројот на копии на PPS3, треба да го ставиме и во оние неми зони на нашата ДНК, каде што нема да направат штета, ќе бидат само од корист. Колку е тоа тешко да се направи, професор? Постои технологија наречена CRISPR технологија, не знам дали имаш чуено, уште во 2019 година во Кина, со едитирање на гени, 8 гени се сменети кај конкретно тие две близначки, женски близначки се родија, здрави живи. Тоа е познат пример, да. Бидејќи мајката и таткото беа носители на ХИВ, за да и децата да не заболат од ХИВ, затоа вештачки се оплодени нормално, за да може таа CRISPR процедура да се направи, изменети со 8 гена, дечињава се живи здрави. Значи, од двајца болни родители од СИДА, деца родени се без... Да. Нормално. Прво беше воодушевување, па потоа научникот кој што тоа го направи, го спика во затвор поради тоа што имаше етички... Види, ден денес CRISPR технологијата е големо етичко прашање, бидејќи ако некој сака да злоупотреби, буквално ќе направи еден цел клон на надлуѓе, да, конкретно. Веќе се во состојба да го направат тоа, сметате? Да. Но убаво го рековте, бидејќи тоа е етичко прашање и често пати го слушаме тоа во разговори на сериозни лица. Медицината, освен својата потреба да еволуира како и нашиот организам, значи се развива, мора да го заштити тој етички момент, односно не смее да се дозволи да експериментира со луѓето. Вие и денеска може да направите, не знам, получовек, полукрава, теоретски. Основниот концепт на медицината е примум non nocere. Лекувај, не наштетувај. Не наштетувај, добро. Меѓутоа не се однесува само на еден единствен организам, се мисли на целата заедница. Добро. И сега имате, како не знам, во времето на нацизмот, луди доктори, најпросто кажано, кои што експериментирале на најбезочен начин и тоа се сулуди експерименти, мислам. Меѓутоа врска нема со наука, мислам. Врска нема со наука, се разбира, иако мислеле дека се научници, тоа сериозно. Тоа е изговор, тоа е изговор. Да. Но и денеска како да се направи таа дистинкција? До каде завршува етиката? Затоа постојат етички комитети. Во секоја држава постојат етички комитети кои што или тоа ќе го одобрат или ќе го забранат. Добро, и човекот што го спомнавте, докторот што го направил овој експеримент, го направи без етички консензус, така, и заглази во затвор. Затвор, меѓутоа кога сватија колкава е влијанието на неговото делување, го ослободија пред истек на затворската казна и тој ден денес работи нистава метода, меѓутоа не го повторно прави истото, него во употребата на CRISPR технологијата во лекување, конкретно кај рак баш на тој работи. Така. И сега тука ме интересира кога фармацевските компании, кога здравствените установи воопшто работат на овие вакцините за тумор. Секогаш постои тој момент дека може би повторно заради овие теории на заговор, кои што може би не се само теории на заговор, постои можност дека тие всушност може да наштетат. Па можат свесно да наштетат долгорочно, свесно не. А со намера за поголема заработка. Знаете, најдобро сите да ги разболиме, потоа да ги лекуваме. Не. За навистина, јас симплифицирам, меѓутоа... Секогаш ако се сваќаат работиве многу бинарно, некои кои што немаат пристап до
таков тип на информации го нема знаењето да ги синтетизираат и анализираат сите. Така, имате човек на YouTube што ви излегува и ви вели, слушајте, овие овдека ќе ви убијат сите. Прилика на тоа е сведено сега. Социјалните мрежи за жал се медиум без контрола, каде што подобро е да не следите ништо, бидејќи ќе останете збунети, растревожени, така, да. Знаете што, кога ќе видите кај луѓето непознавањето на биолошките науки, нивното неразбирање колкаво е. Добро, тоа е природно, доктор, не може секој да ги разбира тие работи се. Меѓутоа информациите што ги добивате на дневно ниво не само за ова, за било што. Прашање дали се информации тоа што го нудат социјалните мрежи, така да навистина воопшто најголемиот дел од тоа што неселектирано стига на социјални мрежи, би го забра. Да, и тука веќе имаме етички проблем, ќе речат па не може вие демократијата да ја угушите со тоа што ќе забраните некој да си се изјаснува како што сака. Проследување на невистините, спекулативни, не би ги нарекол ни информации, не се ни информации, него се дезинформации. Кој што влијае на милиони луѓе. Влијае на милиони луѓе, воопшто не придонесува за било каков демократски развој, баш напротив, ги става луѓето во тотални заблуди. Да. Тоа нема врска со демократија. Да се вратиме назад на ова што ни е вечер примарна тема. Прашањето ти беше многу добро, не бега од него. Дали може да штети? Така е. Види, ајде овака. Конкретно таа месенџер РНК технологија, таа не е наменета за да влезе во јадрото на клетката, на било која од нашите клетки, иако вакцините се даваат во мускули, претежно влегуваат. Така е, добро. Мускулните клетки. Баш напротив, ослободувањето од јадрото е тука целиот концепт, бидејќи како месенџер РНК, таа доаѓа, па уште нема ни потреба да влезе во јадро, за да својот производ го искодира. У превод, влезе во едни органели покрај јадрото во цитоплазмата на клетките, ги викаме рибозоми. Таму и нашите нормални протеини се произведуваат. Значи, она што како транскрипт, препис на кодот, на пораката, на тоа што треба да се направи, нашето јадро во нашите клетки, нашата месенџер РНК како ќе го направи, го носи како информација во баш истите тие рибозоми, за таму да ги создава нашите протеини што требаат. Ова е истиот механизам, внесена, заштитена во тие масни липидни наночестици, за да може да влезе во клетката, влегува во цитоплазмата, доаѓа во допир со рибозомите и таму прави препис. Што нема потреба. Инцидентно, да, таа може да дојде во јадрото, меѓутоа да не забораваме како страна РНК, јадрото има еден огромен ензимски комплекс наречен апобек, кој што све што ќе го регистрира како страно, како имуните клетки што го прават тоа на ниво, да речеме, на органално тело, а го прави на ниво на јадро. Сеча. Апобек ензимите веднаш таа РНК или ДНК ја сечат. И благодарение на тоа, нашите геноми едноставно остануваат колку што може почисти од нешто што е туѓо и што не ни припаѓа нам. Така. А она што го зборувавме преска за близначкиве. Добро. CRISPR технологијата, тоа е прастара еволутивна стековина, придобивка, каде што бактериите со помош на нивни Cas9 протеин ги фаќале тие нечистоти што влегувале во нивната таа плазмина ДНК од страна на вирусите кои што ги заразувале бактериите. И така бактериите се ослободувале од таа непотребна вирусна ДНК или РНК. Фактички бактериите ги завршувале CRISPR-от настанува еволутивно, ние само го откриваме у 21 век. Ако сме реални, сето ова постои, во природата е создадено, но ние некој треба да го најде. Свесни во 21 век. Така е, треба да го најдеме и секоја среќа што медицината толку брзо напредува. Меѓутоа повторно околу ефектите. Стандардните вакцини за заразни болести тие исто така знаат да имаат несакани ефекти. Тебе вака во филозофски аспект потребено, дај Боже, да дојдеме некој ден до нешто што ќе биде лек, кој што 100% од луѓето ќе ги лекува без разлика на нивните генски варијанти, било какви други фенотипски варијанти. Ние немаме таков лек. Во ниту една болест. Секаде имаме нешто што статистички го викаме површина под кривата. Со отстапување од едната и од другата страна. Меѓутоа, нас целта ни е баш најголемиот дел од популацијата со еден лек како можеме да го третираме. Се разбира, меѓутоа кај вакцините за заразни болести за колку стотина години постојат и повеќе од не сум сигурен. 80. Од прилика, повеќе или помалку знаеме какви се реакциите на организмот, знаеме кога човек е
не знам, не ги прифаќа или кај овие, бидејќи се работи за ново, нешто ние не знаеме. Се уште како ќе реагира организмот, предпоставуваме дека ќе реагира на исправен начин. Меѓутоа се уште не сме на чисто со ова, предпоставувам, па поправете ме. Вака, една работа е тоа што можеме теориски, краткорочно и практично да го видиме. Друг аспект е долгорочното нивно однесување кое што може и не може да ни го предпоставиме. Да речеме, знаеме дека во време на ковид одреден мал процент од луѓето на вистини се здобија со тешки автоимуни реакции. Впрочем, како и секоја друга вакцина, не само МРНА вакцина. Но токму тогаш тие беа таргетирани од X причини и беше кажувано еве луѓе во умират од вакцини сега чисто да бидеме. Заработка секогаш го прави светот нервозен, да се разбереме. Апсолутно. Овде разговараме за милиарди и милиарди долари и евра како сакате и нормално дека ќе го направат светот нервозен и колку заработи, а види ому што се случи. Легитимно е и така да се. Легитимно е, меѓутоа воопшто со секој лек, ако разбирам добро, со секоја вакцина вие имате опасност дека еден на толку и толку илјади нема да реагира добро. Види, не е ретко да видам и од имунотерапија која што кај најголемиот дел од пациентите од рак е извонаредно безбедна, да видам и смртни случаи. Од самата имунотерапија? Да, како последица на, ги викаме, кортикорезистентни автоимуни реакции. Тоа значи организмот едноставно не го прифаќа лекот, најпросто кажано. Тоа значи дека постојат одредени посебности на некои од гените кои што кодираат, ги викаме имуницитокини, кои што кај пациентот наместо во еден правец прават една страотна цитокинска бура, како што беше кај ковидот, од која што пациентот понатаму умира. Цитокинска бура, така се викаше, да, тоа го се користеше тој термин често пати во цитокинска бура. Да. Порано го викавме flu-like синдром, меѓутоа од ковидот наму е цитокинска бура. Добро, доктор Истевски, сега кога размислувам вака на целава тема, се наоѓаме веројатно пред еволутивен напредок, дај Боже да се случи, меѓутоа во моментов сега... Морам да те поправам, од 2010-та, од официјалното завршување на Human Genome Project, тој еволутивен момент е почнат и се само добива на забрзување. Од 2010-та рековте? 2000-та. Како заврши кодирањето на човековиот геном, што беше извонредно долго, бидејќи на обичен PCR 23.000 гена ги кодира. Дури 2000-та е завршено кодирањето? Страотен процес. Страотно тежок процес. Тогаш немавме секвенционирање од овие генерации како што го имаме сега, како што многу побрзо го прави, тоа што многу споро. Предпоставувам дека тука биле добиени Нобелови награди и сето тоа, но јас мислам дека на тие луѓе би требало да им зададе и повеќе од тоа. Проблемот е што многу малце луѓе го разбираат кој е доприносот нивни во човештвото. Имено. Многу малку луѓе. Ние често пати им даваме предност на луѓе кои што баш и не заслужуваат нешто особено да ги пофалите. Тоа се овие Нобелови награди за мир и така натаму. Ова е тотално друга категорија. А реалноста е дека се ова луѓето кои што потенцијално спасуваат милиони животи и навистина е дури и страшно што не се толку, како да кажам, експонирани. И многу е тешко само во вашата фела луѓето ги знаат и тоа е тоа. Не е само во мојата фела, еве, прашај, направи анкета на луѓе. Апсолутно. Еве не мора да е мојата фела. Физика. Колку од луѓето или хемија, колку од луѓето разбираат што значи откритието на некој од тие нобеловци во областа на хемија или физика или во математика. Но затоа прашате и луѓето кај нас, децата особено, кој е Кристијан Голубовиќ, те знаат. Или некаков кнеле, или некаков отпад. Да, добро, се разбира. Си даваме дозвола малку да зборуваме за... Популизмот ти е директно пропорционален кога имаш неконтролирани медиуми. Ти го имаш YouTube као една обична банка на се и сешто, па и од музика. Се имаш и нова банка TikTok, која што ти е една фантастична банка на глупости средношколски. И таа апсолутно неконтролирана. Секогаш популизмот излегува од неконтролираните средини и медиуми. Да се вратиме на... И туморите се исто така тешки за контрола во За жал, да. Да имаме демек нешто спојка со темата, што ја почнеме да се вратиме на темата. Слободно можеме да разговараме, оваа емисија го дозволува тоа. Докторе, имаме, јас не знам, дали ова докажано или е само резултат на медиумската информација. Сега имаме многу повеќе заболени од рак, од тумор, од порано, или тоа не е точно? Не, методите на детекција се многу подобри и не оставаме ќе случај што не ни е јасен што било како било.
Тоа значи порано можел човек да почине од рака, луѓето да мислеле дека не е тоа. Воопшто и да не го ни детектираат. А тоа значи дека затоа што зборуваат нели за Има епидемија имаме на рак, а не знам. Има пораст на инциденцата која што е стабилна. Нема не знам ти какви пикови. Но, а зошто има пораст во наше време? Поради генерално лошата ситуација со природата, со не знам, со затрујање. Секако дека има влијание некое. Меѓутоа не можеме во математички модел да кажеме колкаво во проценти е тоа влијание. Оти на крај за науката да го прифати како исказ, мора да го кажеш и на вистина колкав е уделот на целата таа надворешна околина, да речеме загадувањето на воздухот, апсолутно не станува збор. Докажано со тоа што и дури направен прогресивен математички модел, кое ниво загаденост, со какви честици, од едните честици го имаат истото влијание. Се разбира. За колку го зголемуваат процентот на инциденцата на рак на белите дробови. И не е само тоа. Постојат такви математички модели. Целта на науката е баш во тоа, во точни, барем некои тесни граници да го прикаже импактот на определен фактор врз одредена појава. Добро, тоа значи дека, мислам дека го објаснивме ова пристојно, има одредени причини зашто се зголемува бројката, но не е тоа дека е епидемија сега некоја на рак, така смеам да кажам. Контраепидемиски. Ајде. Пронаоѓањето на фрижидерите драстично ја намалува инциденцата на рак на желудник. Историски гледано. Добро, затоа што забраната за пушење веќе после 10 години гледате како кривата на инциденцата на рак на бели дробови паѓа. И тоа е чист доказ, мислам, тоа е тоа. Чист доказ. Но луѓето знаете како велат, мене ми се пуши, мене ми се пие, мене. Значи ние не сме генерација што ќе да чекаат да имаме подолг живот, така. И секој добро има се право, надеваме сите, се разбира. Секој има право со својот живот да располага онака како што сака без да им наштети на другите, меѓутоа се појавува сега една друга малце етичка дилема. Значи, јас не живеам сам, јас живеам во заедница. Природно. Значи, тоа што одреден негативен фактор, еве, ја на себе го спроведувам, дали е тоа фер и етички према мојата помала заедница. Кон семејството, кон пријателите, кон соседите. на пушење во затворени простори на секаде, така. Не е за џабе. Се, кај нас секогаш има многу изговори. Ама еве, чадато, џациве немаат филтри. Мислам, пази, ајде, дали ти познаваш некој што вози дизел кој што после 5 години на вистина менува DPF филтер? За ова ќе морам да видам, да замолчам малку, така е? Не, еве, најпростиот пример. Возилото на жена ми, кога требаш да се менува DPF филтерот, ни кажа наму каде што треба дека е 5500 евра само филтерот. И тоа ја надминува вредноста на возилото. На целото возило, да. Си кажа, како бре сте дозволиле да се увезуваат такви коли, а резервниот делови бидат толку енормно скапи, мислам, тука гледате дека системот потфрлил. Така. И затоа имаме загадување. Докторе, имаме еден друг момент. Човек, не знам, пушел, живеел нездраво и доживува 100 години, друг, и тоа го гледаме природно. Генетски сме сите различни. Да, постојат. До тоа сакам да дојдам. Човек живее совршено здраво, трча, вежба, јаде, најдобра храна на свет, совршено го живее животот и се случува тоа. Тоа е една весела математика помеѓу негде околу 380 проонкогени или гени кои што предизвикуваат тумор и негде околу 750 тумор-супресорни гени или гени кои што штитат од рак. Тоа е таа весела математика со енормно многу варијабли. Добро, и тоа е веќе чиста среќа, сакате да кажете? Не само тоа, него станува збор за определени клетки во определени ткива, не за сите клетки. Значи, бројот на варијабли е енормен. Тоа се квинтилиони на можности. Никако не може да се генерализира. Да, на пат се геномски модели кои што би ни укажале во тек на животот за секоја година посебно, зависно од животниот стил, колкав би ни бил ризикот од заболување од определен тип на рак, никако генерализирано. Од сите, да. Никако генерализирано. И тоа се екстремно сложени математички модели. За жал, ни еден од нив не е во рутинска употреба, бидејќи сите покажуваат ниво на грешка и над 20%.
Добро, тука се наоѓаме се уште во фаза дека не отишла науката. Види, не дека они комерцијално не се продаваат, они комерцијално се продаваат, меѓутоа тие што ги продаваат, стоите никогаш ова не да го кажат. Ќе ви го понудат као ова е сигурно. Тоа е веќе делот од... Немој да мислиш дека такви таргетирани МРНА и вакцини комерцијално не се продаваат неистражени. Бидејќи, пази, сите тие вакцини се custom made. Значи се посебно направени за тој човек, за туморот што го има во тој момент. Сега ме збунивте со ова. Да. Значи не постои универзално нешто. За Тука ме збунувате. Дај да постоеше такво универзално нешто во онкологијата, ние одамна ќе го најдеме одговорот. Не заборај дека туморите имаат уште поголема стапка на мутација од нормалните клетки. Што е многу лошо, да, важно. Но чекайте, ако сега ме збунивте малку, тоа значи дека за секој тумор ќе биде потребна посебна варијанта на вакцина? Значи, како би се изработувале во иднина и сега како се изработуваат тие туморски вакцини за лекување, не за превенција, за лекување. Се зема дел од туморот. Се гледа кои се тие најпотенцијални туморски антигени, од нив се прави вакцината. За секој случај посебно? За секој случај посебно. Дури може да се случи определена вакцина земена во тој момент за тој тип на тумор, да речеме, да го излечи човекот во најдобар резултат, после X број на години, да се јави можеби и повторно истиот тумор на друго место. Не значи Нема дека таа гаранција. вакцина ќе делува. Ќе треба повторно да се земе, Ново да се прави. ново да се прави. Но ова го компликува целиот процес. Комплициране. Никој не рече дека е едноставен. И добро, сега чисто Да беше едноставен и ние кај нас ќе го правев. Тоа сакам да кажам, вака сега теоретски кога ќе дојде моментот, дај Боже, бидејќи на толку многу луѓе ова им е исклучително важно, ќе биде македонската онкологија, македонското здравство во состојба да се носи со овој проблем, во смисол доаѓа човек кај вас, вие правите анализа за каков тумор станува збор, го вадите и правите вакцина, да речем на лице место сега, да не сгрешам. Во држава постојат такви мали генски панели што ги работи Институтот за патологија, мали такви генски панели имаме кај нас у Жан Митрев. Еден поголем таков генски панел сега ќе го работи и МАНУ. Меѓутоа тоа е само диференцијација на она што се најбитните мутации кои што можеме со други лекови да ги третираме. Тоа не е секвенционирање на целиот геном. Кога ги испитувате туморите, за од нив да изработите вакцина, тогаш буквално целиот геном, транскриптом, односно нивната РНК, по потреба дури и протеиномика се прави за проверка, е еден енормно комплициран процес во кој што јас Македонија не ја гледам. До се вака сурово од ваша страна, но Да. Не ја гледам. Значи ќе ни биде потребно огромно странско знаење и странска присутност овде, тоа ќе имаше зборот присутност апсолутно во првите 10 години. од луѓе кои што се дораснати на задачата. Кои што тоа го прават на друго место и знаат како да го направат. И повторно се враќаме дека тоа ќе биде веројатно многу скапо. Јас не сакам да звучам сега како некако Јас ќе дефетист. ти ја кажам но- цената од она што го знам од неколку такви фирми во Германија, кои што го прават тоа комерцијално на барање на пациент вон клинички студии, значи без никаква клиничка студија. Добро. Нивната цена е негде помеѓу 80 и 110.000 евра. 110.000 евра. Постои една мала фирма во Грција која што се обидува нешто од нешто да направи, каде што цената е 3.000 евра, меѓутоа и успехот им е таков. Балканска варијанта, значи. Балканска варијанта, нешто што е ултра тешко експериментално и неодобрено од ниеден етички комитет. Доаѓаме сосема на крајот на оваа за мене исклучително важна емисија. Доктор Ицевски, ви благодарам. Ако смеам да заклучам, еве на крајот на оваа емисија, претпоставам дека би имало луѓе со многу по-стручни и по-директни прашања од мене, но не е целта на крајот на криштата Тоа на се ова. 7 луѓе во држава, одма ти кажам. Добро. Ова е, се разбира, емисија за широките маси. Можеме да заклучиме дека перспективата на крајот на денот сепак е добра, односно медицината оди во правец дека со вакцини би можела во догледна иднина, и тоа како, не да го искорени за жал, но да помогне во
борбата со туморите или со на многу поелегантен начин, со многу помалку несакани ефекти од тековната конзервативна терапија. Значи од хемотерапија, операции ќе бидат тогаш потребни или не? Види, и ден денес за малите тумори е многу битно прашањето дали операција, дали некој од оние помалку инвазивните методи што ги викаме аблативни методи, или само радиохирургија која што е максимално неинвазивна, нема сечење, нема бодење, нема ни крв, нема потреба од анестезија, нема болка. Така да Добро. Затворен цитат. Добро, но хемотерапијата, Боже мили сега, аз не сакам ни да зборам за тоа, но хемотерапијата има исклучително лоши ефекти. Колку што знам. Да. Има несакани ефекти. Доколку нема несакани ефекти, значи нека не делува. Не е во ред, не. Мислам, пази. Хемотерапија во мали дневни дози, да речеме кај автоимуните болести, за разлика од високо дозната хемотерапија во онкологија или хематологија се тотално различни работи. И нормално и да несаканите ефекти бидат тотално различни. Ама се е тоа очекувано и веќе добро проверено и се знае како да се менаџира со сето тоа. Така да и понатаму и во наредните години, секако ќе остане хемотерапијата уште некое догледно време како метода што многу ќе се користи. Оти гледај, во онкологијата навистина паметно дадена хемотерапија знае да биде многу голем пријател. Лошо и глупо дадена хемотерапија, особено при постмедикација, може да направат голем непријател. Но докторе, сега веќе навлеговте во една опасна тема, а се наоѓаме на крајот. Па луѓето кога одат во болница се надеваат дека добиваат правилни насоки за терапија. Насоките се едно, изработката е друго, апликацијата е трето, а постхемотерапиското справување со работите е четврта работа. Значи тоа не е само во ред, меѓутоа човек оди на лекар сето тоа да го добие. Сега јас сум така е. Нема да коментирам понатаму. Ви благодарам, доктор Милан Ристевски. Се надевам дека барем малку од сите оние прашања кои што лутаат вака по социјалните мрежи дека ги одговоривме. Ја пак би го кажал заклучокот, гледајте она што го читате за да го земете за здраво за готово да биде исклучено од медицински, реномиран медицински часопис, а не онака од социјални мрежи. Така. Токму тоа беше идејата на ова емисија, почитувани гледачи. Јас ве предупредив на почетокот дека ќе биде потребно да се слуша многу внимателно што зборува доктор Ристевски. Можеби не треба да се вадат некакви избрзани заклучоци, едноставно се обидуваме да дадеме насоки во кој правец одат работите во справувањето со исклучително тешки болести и се надевам дека тоа што го зборува докторот, позитивниот дел на вистина во догледна иднина ќе го имаме и многумина ќе бидат спасени. Тоа беше се за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова средба, здравје Боже, постизборно во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.